Соросовите активисти од Балканот се приклучуваат во војната против Трамп и неговата администрација. Поранешната сопруга на албанскиот премиер Еди Рама, Делина Фицо, во интервју за албанска телевизија вели дека протестите во САД се организирани од една група на граѓани кои работат на промоција на женските права и човековите права. А токму Фицо до 2021 година ќе го има главниот збор во распределбата на околу 9,5 милиони евра, што преку американската агенција USAID ќе им бидат дадени на соросовите невладени организации во Македонија. Фицо во интервјуто вели дека неколкуте марша против Трамп имале за цел да го афирмираат зачувувањето на правата на жените. Маршим протеста, се кто маршиме протеста, сепсе ишин. Тоа не беше реакција на изборите во Америка, туку се однесуваа на контекстот за чувување на правата на жените и човековите права. На овие протести учествуваа голем број на жени, но и мажи кои природно ги поддржуваат правата на жените и човековите права. Она што исто така интересно да се спомене е дека поголемиот број од луѓето кои беа на овие протести имаат право на глас. И покрај фактот што Доналд Трамп победи на изборите, сепак другиот кандидат Клинтон имаше повеќе гласови од него. Па така, луѓето кои ги поддржуваат женските права и човековите права гласаа за господја Клинтон. Таа вели дека протестите биле организирани од една група на граѓани кои работат на промоција на женските и човековите права. Иште е организуван га Протестите се организирани од една група на граѓани кои работат на промоција на женските права и човековите права. Тоа се групи кои се активни кога станува збор за големите и значајните човекови права, но и групи кои се активни кога станува збор за помалку значајни прашања. Значи, ова е акција на мировните групи кои се залагаат за човековите права. Соодветно, тука учествуваа и познати личности од јавниот живот, што ни го потврдува фактот дека овие луѓе исто така се засегнати и загрижени за иднината и иднината на човековите права. Неодамна Нью Йорк Таймс објави дека Џорџ Сорос донирал преку 90 милиони долари на партнерите на организаторите на маршот на жените, а токму Фицо ја доби можноста за распределба на 9,5 милиони евра до невладините на Сорос во Македонија преку USAID врз основа на тендер завршен во септември минатата година, кога целата работа е завршена поради можната смена на администрацијата во САД. Политиката на USAID е парите за невладините организации во секоја држава да му ги додели на еден конзорциум, кој потоа слободно располага со нив. Во Македонија тендерот го доби East West Management Институт, глобална невладина организација, која е во партнерство со 4 организации во Република Македонија: Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, Асоцијацијата за демократски иницијативи, Фондацијата Отворено општество Македонија и Националниот младински совет на Македонија.